сега е конечно јасно во ситуација кога има кризи на повеќе места во светот што значиле државничките визионерски, би рекол, политики на Социјалдемократскиот сојуз во минатото, кога сме дале политичка жртва по цена на сопствениот политички рейтинг да се донесат тешки одлуки, но сме станале земја членка на НАТО. Дел сме од најсилниот одбранбен сојуз во светот. Еве денеска кога летаат ракети и над Турција и кога Турција со својот одбранбен систем како земја членка на НАТО тие ракети ги приземјува, а ракетите може да се наменети и кон европска земја, на пример Кипар. Нашите граѓани треба да бидат свесни и да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз секогаш во својата историја наназад 3 децении се грижи пред се за еднината, сигурноста на граѓаните и на земјата. Зошто ова го кажувам? Да ве потсетам дека сегашниот премиер тогаш во опозиција, кога се носеше Преспанскиот договор, кога се носеа тие тешки одлуки, правеа протести против референдумот. Да ве потсетам дека за време на кампањата 24-та година кажуваше дека ќе врати уставното име. Да ве потсетам дека за него Преспанскиот договор беше незавршена работа и тој ќе влезеше во ревизија на Преспанскиот договор. Што разговарал со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, премиерот сега? Дали го користил уставното име? Дали на него му кажувал дека ќе го враќа претходното име поранешна Југословенска република Македонија и ние ќе излеземе од НАТО? Или сега свесен е какви бенефити има државата од тие политики со кои што тој не се согласуваше додека беше во опозиција? Многу е битно да знаат граѓаните кој е кредибилен со своите изјави, затоа што луѓето пратат, свесни се и не може да се прелажат по кој знае кој пат, затоа што тоа еднаш веќе на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН им успеа во минатото. Еве гледаме дека сега земјата е безбедна, дел сме од НАТО, меѓутоа сепак некои нивни политики, некои нивни тенденции се присутни и сега.